Председателот на опозицијската СДСМ Венко Филипче упати остри критики кон владата која според него не им помага на граѓаните, а мерките како намалувањето на ДДВ-то за горивата не даваат реален ефект. Филипче ја повика владата да ги прифати предложените мерки од СДСМ, како што се намалувањето на ДДВ-то на 0% за горивата и основните прехранбени производи, намалување на акцизата и патарините, мерки кои според него би довеле до конкретно намалување на цените и бенефит за граѓаните и компаниите. Тој побара и посебни мерки за најранливите категории, како семејствата со ниски приходи, пензионерите и лицата со посебни потреби. На некој начин и пречка во дополнителниот раст на цените на храната. Да се намали, освен ДДВ-то на горивата, да се намали ДДВ-то на основните прехранбени производи на 0%, да се намали акцизата за 4 денари. Тогаш ќе има вистинско поевтинување на горивата, од кој бенефит ќе видат и граѓаните, поради тоа што граѓаните сега не гледаат бенефит од намалувањето на ДДВ-то, поради тоа што и покрај намалувањето на ДДВ-то цените порасна. Со намалување на акцизата, цената на литар гориво ќе се намали. Од тоа директен бенефит ќе имаат и компаниите. Нема да влијае тоа во дополнителниот синџир на раст на другите цени. И опозицијската ДУИ ја критикуваше власта, наведувајќи дека регулаторната комисија за енергетика им штети на граѓаните во услови на енергетска криза. Според нив и покрај падот од околу 10% на цените на нафтените деривати на меѓународните берзи, цените во земјава остануваат високи поради застарен модел на пресметка, кој се базира на просек од претходната недела, а не на движењето во реалното време. Prandaj kërkojmë ndryshim urgjent të regulatorës për përcaktimin e çmimeve. Vendosen e përllogaritjes së çmimeve të paktën 2 herë në javë. Faktet janë alarmante. Konsumi javor rreth 12 milion litra naftë. Dallimi në çmim rreth 9 denar për litër. Kosto shtesë totale mbi 1.5 milion euro për vetëm një javë. Kjo do të thosë se qytetarët dhe bizneset e vogla paguajnë miliona më shumë, ndërkohë që dikush përfiton nga një sistem jo funksional. Инаку двете опозицијски партии СДСМ и ДУИ пред неколку дена излегоа со своји предлози за мерки со кои би се ублажила кризата предизвикана од растот на цените на горивата. Во неделата со цел да се ублажи растот на цените и да се заштити стандардот на граѓаните, владата одлучи да го намали ДДВ-то за горивата од 18 на 10%.